Мозокот всушност е составен главно од вода. Околу 80% од нашето мозочно ткиво е течно. Затоа е важно да пиете многу вода, зашто ако сте дехидрирани и вашиот мозок нема да може да работи. Нашите реакции на допир, опасност и страв се толку брзи, бидејќи електричните сигнали во нервните влакна патуваат со брзина од околу 280 км на час. Дали се сеќавате на познатата слика со сијалица која свети на нечија глава? Реалноста е слична. Нашиот мозок работи на истата електрична енергија како и светилката од 10 вати. Мозокот содржи милијарди нервни клетки кои испраќаат и примаат информации низ телото. Човековиот мозок е 3 пати поголем од мозокот на другите цицачи со слична големина на телото. Човечкиот мозок е заштитен со черепот. Човечкиот мозок е заштитен од черепот, 3D сложувалка од 29 коски, вклучувајќи и вилицата, кои се формираат посебно пред раѓањето и се спојуваат додека растеме за да формираме цврста коска како шлем. Активноста на мозокот додека спиете е доста висока, проценките велат дека мозокот ги реорганизира мислите, го обработува денот што туку сте го имале и ве подготвува за нов ден. Соништата траат помеѓу 2 до 3 секунди најмногу. Најчесто и не се сеќаваме на нашите сонешта, освен на оние што сме ги имале блиску пред да се разбудиме. Мозокот на возрасен човек тежи околу 1,5 кг. Иако сочинува само 2% од тежината на телото, користи околу 20% од неговата енергија. Секоја страна на мозокот во голема мера е во интеракција со само една половина од телото. Но од причини кои се уште не се целосно разбрани, интеракцијата е со спротивни страни. Десната страна на мозокот ја управува левата страна на телото, а левата страна на мозокот ја управува десната страна на телото. Но на мозокот му е потребна вашата грижа. Затоа пиете многу вода за да го одржите вашиот мозок хидриран. Јадете здрава храна. На мозокот му требаат многу витамини и минерали за да функционира правилно. Грижете се за вашата глава. Погрижете се да носите кацига кога возите велосипед или скутер. Повредувањето на главата може да биде многу лошо и за вашиот мозок. Затоа, чувајте го да биде безбеден. И спиете многу. Иако вашиот мозок никогаш не се исклучува целосно, спиењето му дава шанса на вашиот мозок да се одмори и да ги отстрани токсините од него, што се насобрале во текот на денот. Недостатокот на сон може да направи да се разболите, бидејќи влијае на тоа колку добро ќе функционира вашиот имунолошки систем.